Точно е 6 часот и 25 минути, четврток, 25 април. Или пак може би добро ви постизборно утро. Претпоставувам дека сите сме помалку ненаспани, затоа што до доцна во ноќта ги броевме гласовите. Не знам дали сте забележале дека всушност постојано нешто броиме. Дали се тоа гласови, или пак се пари, сметки, денови, па броиме денови до викенд, броиме денови до избори, денови до Великден, денови до летен одмор и опс, дојде веќе нова година. Но тоа не била најголема грешка што сме ги броеле деновите. Деновите не требало да се бројат, туку да се вреднуваат, да се ценат. Затоа ајде да го вреднуваме и цениме овој ден, а зошто да не ја цениме и нашата утринска. Од теми претпоставувам дека погаѓате сосема логично. Првата тема ќе ни се изборите. Искрено да ви кажам, едва чекам да ве слушнам со вашите впечатоци од вчерашниот изборен ден. И не само поради тематиката, поради изборите, туку затоа што не сме се чуле одамна, од понеделникот. Поради изборниот молк не можевме ниту да ве слушнеме, ниту вие да си се искажете. А другата тема е слободна, но претпоставувам дека и таа ќе ви биде за изборите, но секако изборот е ваш. Инаку вчера не само што имавме избори, туку имавме неверојатно убаво време, за разлика од утрово, па да видиме каков ќе ни биде овој постизборен ден. Времето денес променливо облачно со повремени врнежи од дожд, а на планините со повремен снег. Локално врнежите ќе бидат поројни, проследени со појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северо-западен правец. Што се однесува до температурите, минималната точно 0, немаме значи минусна, минималните ќе се движат од 0 до 10 степени, а максималните од 5 до 18. Тоа што се однесува до времето, инаку имаше една информација да ја споделам со вас од типот на сервисните информации, а тоа е речиси цело Скопје ќе биде денес без струја. Кога го прочитав се подутешев, значи не е цело Скопје, но тоа мислам дека намерно ги прават вака бомбастични насловите, за кога ќе прочиташ да речеш уф, добро, не е ништо страшно. Како и да е, станува збор за повеќе наслеби, станува збор за долг временски период. Ајде само, со оглед на тоа што се многу улици, нема да можам да ги прочитам сите улици, само да ви кажам, еве, станува збор за општина Центар, станува збор за општина Ѓорче Петров, општина Бутел, Киселавода, Аеродром, Илинден, повторно Киселавода, Чучер Сандево, ќе има и дури цели села, така што моја препорака е да си погледнете од 9 часот некаде до 14 часот, некаде до 15 часот нема да си има струја, што значи станува збор за период од 4-5 часа. Можеме само да замислиме што ќе се случи со фрижидерите и како ќе мириса убаво Скопје после сето ова. Ова утро, со оглед на тоа што знаете дека веќе до доцна ноќта имавме емисија во живо, односно имавме отворено студио, така што ги немаме првите утрински вести, наместо тоа ќе имаме рецепт од Адријана Лачки, но претходно да видиме кои други гости ќе ги имаме денес во нашето студио. Во Добро утро секое утро ќе гледате кои се нормални вредности на крвната слика и што доколку има отстапување. Во студиото ни доаѓа доктор Софија Крстева, специјалист по семејна медицина. Ја промовираме книгата Една ноќ, збирка поезија на писателката Кристина Краличин. Рачно изработени великденски корпи од хартија, направени од вредните раце на господјата Даница Несторовска. Великденски јајца во Фабреже техника, уникатни рачни изработки на рускаја арт. И ајде конечно да се слушнеме после 2 дена молк. Темата е ден потоа, односно ден по изборите. Додека се вклучува првиот гледач, ајде да ги погледнеме бројките. До доцна ноќта следевме, но сега веќе имаме официјални. Еве ги, точно во бројки преточени, Стево Пендаровски 180.306 гласале за него, односно во проценти 19,93.
Гордана Селјановска Давкова 362.682 гласа, односно во проценти 40,08. Стефче Јакимовски 8.103, односно 0,90%. Бујар Османи 120.903, односно во проценти 13,36%. Билјана Ванковска Цветковска 41.172 гласа, односно во проценти 4,55%. Арбен Таравари 83.356 гласа или 9,21%. И Максим Димитриевски 83.787 гласа, односно во проценти 9,26%. Ова само да видам од колку се... Каде пишуваше тоа? Мислам дека речиси 100% од гласовите се веќе преброени, односно 99,85%. Да, речиси 100% веќе пресметано. Ајде сега да ве слушнеме вас како вие го доживеавте вчерашниот изборен ден. Тоа слушно сме дојде нешто како прво поглавје од изборите или прво полувреме, затоа што кампањата продолжува и тоа со засилено темпо. Ајде, добро утро за првиот гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро ви утро. Честито победата. Добро на пола ама победа е. Јас едно би замерил на водачиве зашто не спомнуваат во детали заслугите кои ги донесе до ова дереđe, да речам. Ние јавувачите, што се јавуваме секој ден, еве јас се кажам за мене, сум се јавил 5000 пати. То ми е на телефон регистрирано и сите зборувања. Тие 5000 пати прават 15.000 минути, да ги речам, односно 250 сати како да сум зборувал без прекид. Ето каква математика си направивте, браво. Математиката мене ми е во главата, компјутерот во главата ми е, затоа сум си и тако. Мене ништо од државата не ми треба, него стално зборува против натрапниците, издајниците, арамите, нон-стоп то кој го ме слушаше, тоа е во ред. Мицковски, таа кампања е заборави вчера да ја спомни. Пример, Здравко од Охрид. Реално, умно, укажување како треба државата да оди, како да не се пусти. Еден има од Германија што се јавуваше, Саво се вика, алал да му ја се труди да помогни. Лесно е сега на готово да излезат на штабот некој да претрчат, добивне власт. Не. Ние 6-7 години го правиме то и го зборуваме. Требаше Мицковси да го почни коренот, кој како се борел. Мене не ми треба ништо, сум направил све во животот, нити барам нешто, нити ова, нити она. Ама, кога ќе излези на трибината тамо, на бината кој ќе се качи да окажи корено дека луѓето се труделе, јас имам луѓе многу што ми се јавуваат и вика вака. Одвајте чекаме да кажеш нешто и го затворам телевизорот. Викам, зашто така, слушај ги сите. Издајници, вакви такви арами што рушат државата против државата што работат, неќам да ги слушам. А иначе, ние ќе си наставиме и ова власт ако скршни настрана. Ќе си зборуваме онака како што е. Јас не можам нити да лажам, нити да крадам, нити да навредам некој. Иако ме навредил некој, не му враќам. Многу пати сум го кажал тоа. Истиот ќе си бидам и понатака. Кампањава ќе продолжи, нека продолжи умно и не сме да прави коалиција за растурење на државата. Како што кажа, договорот со Грција и со Бугарија поткитно да се исчисти, да се растури. Нема да умреме, светов свати кои сме и ќе застанат зад нас. Многу држави ќе застанат, ќе ни помогнат да останеме живи. Така да, не смееме да подкусуруваме нови издајници вешовеја, натрапници, не знам како да ги наречам, но стоп што работеа против државава. Така секако дека и по изборите и по вториот круг очекуваме и понатаму да продолжите да се јавувате и вие
И останатите гледачи. И добро, еве една забелешка до водачите, како што рековте. Следниот пат да се заблагодарат и на гледачите, не само на гласачите. Добро утро за следниот гледач, поверите, во програма сте. Добро утро и поздрав до вас и ваша телевизија. Добро ви утро. Ова утро сум радосен затоа што се виде она цело време што се зборуваше и граѓаните го сватија во целост што значи една власт која не можеше своите работи да ги стави на свое место и секаде се праја проблеми и имаше големи протести. Кои протести донесоа денеска за овие резултати што ги видовме и што ги има на телевизискиот екран. Јас во моје мислење ќе кажам се. Можда не ќе можат се да сторат од она што обеќаат, меѓутоа едно да бидат да ги средат работите. Да ги средат така што сите млади луѓе од сите вероисповеди ќе можат заедно да живеат во безгрижен живот, да бидат весели, горди и фатени рака за рака децата од нивните фамилии да прилегаат на расцутени ливади во пролет. Само така ќе можеме и понатака да живееме во сегашнива ситуација. Не сме да се деси како овие досега што ги расипа односите меѓу етниските заедници. Не сме да се деси нешто што е лошо за Македонија. Некои работи во можноста да се поправат такви какви што требат и такви кои се долекуваат на земја со своје поставени добри работи. И јас се надевам дека сето тоа ќе се десат ако дојдат оние луѓе кои навистина ќе мислат за доброто на Македонија. Затоа од оние зборови што ги слушавме на нашиот досегашен премиер, то беше нешто чудно. Се зборуваше, само ништо не правеше дела. А и она може да ви кажам, ако зборовите не се подкрепени со дела, не вредат ништо. Затоа овие резултати што денес ги гледаме се резултат на сета работа на социјалдемократскиот сојуз. И таа разлика што денеска има води кон тоа да таа партија полека изумре, ако овие кои дојдат на власт понатака почнат да работат онака како што е потребно и онака како што треба. Моите мисли се такви како што ви кажувам. А што ќе се дешават понатака, живи били и видели, што се вели, да бидеме живи и да видиме, али надежта е нешто најдоброто во животот и љубовта меѓу луѓето е со она Господова љубов да оди се како што треба и да имате разумност во работите што ќе ги работат. За сето ова ви поздравувам и поздрав ви праќам. И благодарам многу на јавувањето. Да, ќе видиме што ќе се случува понатаму со оглед на тоа што кампањата се уште продолжува, начекуваат уште избори. Добро утро за следниот гледач, поверите, програма сте. Добро утро, Искрена. Добро утро. Вака сега. Пак ќе почнам со мојата вистина. Ќе плаче овој заспан македонски народ по Тито и по Југославија кој ќе се разбуди во туѓа држава без никакви права и тешка сиромаштија. Вака сега ќе кажам. Дали е нормално кога државата ни виси на конец од овие предавници од СДС што ја предадоа, само 35 луѓе македонци да гласаат во Австралија. 35 луѓе. Јас сум многу близок пријател со амбасадорката наша тамо. Вика се пријавија многу малку, а и тие малку што се јавија не дојдоа да гласаат. Ајде да споредиме, албанците доаѓаат тука со авиони од Швајцарија, од Европа, од секаде за да гласаат. А наши им е тешко да гласаат во нивните таму земји. Мислам во земјите кај што работат живеат. Видите го тука патриотизмот. Кога ќе се јави овој Саве или Мите Василев, прашете го каде гласали и дали гласале, да видиме што ќе ви кажат. Сега, идеме понатака. Факт е дека народот е огорчен, гневен и требаше уште пред 2 години да не прекинат протестите, за да немаме толку предавства и толку скандали и грабежи за овие 2 години. Но се прекина, најверојатно под наредба од Калето.
Сега што е проблемот? Факт е дека народот е гневен и ќе гласаат за ВМРО мнозинството и ќе победи Гордана и све. Но овие душманиве од Запад, на чело со Калето, направија замрзнат конфликт, меѓуетнички конфликт. И тоа е како бомба која што може во секој момент да пукне. Што сакам да кажам? Ако ВМРО кој ќе дојде на власт, го прекине овој бугарскиот договор што е сценарио и режија за уништување на македонскиот идентитет од страна на западниве душмани, може да направат граѓанска војна во секоја секунда, ако посакаат. Но и без тоа, Дуи владееше 20 години. Сега Дуи повторно ќе победи пред албанската опозиција и тоа со сигурно видна разлика. Бидете сигурни дека Дуи и сите гласачи на Дуи нема да дозволат да не влезат во влада, а да имаат голема победа во однос на албанскиот блок. Се плашам дека може да дојде до граѓанска војна со одобрение на Калето или без одобрение на Калето. Што ќе правиме тогаш? Калето кој направи замрзнат мир, замрзнат конфликт, уште од 2001 што ја штелуваше војната од Косово. И потоа рамковниот договор, до кој сега дојдовме до апархеид, македонците да имаат помалце права од албанците, и со овие предавници од ДСДС комплетно да владеат со државата овие неколку години. Тука јас се плашам. И тој конфликт за граѓанска војна, дали ќе може некој да го спречи? Во секој случај нема да биде лесно и едноставно, ама од друга страна кога пак кај нас било лесно и едноставно нешто. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Искрена. Добро ви утро. Среќен и убав ден на сите. Сите да бидат среќни, сите да бидат добри, сите да бидат доблесни. Дека ние сакаме правна држава, ние сакаме луѓе што ќе не водат на прав пат, а не да не навредуваат. Затоа македонскиот народ се растури, еден со друг се напаѓаат како крволочни болци се дават, само да седнат на убаво столче и да уживат. Ако победи ВМРО и ако не почне да прави демократски, да не работи по устав и закон како што треба, или да вика тој е голем ВМРО-вец, не го чепкаме него. Немојте, тргните по правдата и по демократијата. Секој нека си дојде на свое место. Се закануваат многу, еве сега со албанците, секако ќе избие нешто. И на мирно, кај имавме тие со калашникови одеа низ градот Скопје и пука, и никој ништо му не може и никој не е откриен кој пукал или кој убил. Значи, кај нас немаше правда, кај нас немаше мир на македонскиот народ. Не го напаѓам СДС. Такви луѓе културни и учени има. Тија ги тргаше партијата настрана. Само тие што крадат, лажат и навредуваат, ги унапредуваат, одат напред. А тие што се искрени, што мислат за државата, ги тргат настрана. Затоа Искра голем поздрав до сите во Македонија што живеат. Плотете се сите заедно да имаме мирен и добар живот. Не се напаѓајте, не се навредувате. Вие сте луѓе со факултет, магистрирани, докторирани, такви недолични зборови не ви личи на еден обичен граѓанин кој што нема школо, може да размисли дека така не треба. Немојте, Господ е голем, природата е поголема. Него турка и другиот да падне во гробот, ти ќе паднеш поправ. Затоа разберете, размислете и подајте си рака еден со друг. Барајте демократијата и правдата, да може овој народ малку да пркне обичниот граѓанин, да добие право за на лекар. Оди на лекар, нема термин, чекаш по 8 месеци, гледаш след човек,
Не можеш да дојдеш до термин да го оперираат. Плюс инвалид без нога, плюс тумор у глава оперисан. Никој не те есапи. Да, адекватен термин најдовте да пркнеме, токму во таа желба да пркнеме, затоа толку ни се изначајни впрочем овие избори. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Иска. Добро утро. Сакам нешто за изборите. Да, секако, повелете. Да. Пред овој што разговараше, што цело време македонскиот народ го прави заспан. Па дај, прекинете го еднаш. Не може тоа он така заспан. Се гледа дека не е заспан народ. Видиш, се излезе вчера, гласаше. Значи, реално гласаше. И доста со тоа, Тито, аман Тито. Па знаеме и ние со Тито како беше. Мислиш, по-добро ли беше? Не беше и тогаш по-добро. Што е сега? Тито, заспан народ, да излезе Мицковски тамо на протести ново, со протести кај отидоа на 27 април. Кај се тие? Паметно воде кампањата човекот, паметно воде партијата. И немојте со тие глупости, ман више иритира уште кога ќе се јави се, иритира со тоа заспан македонски народ. Ако е он заспан, не може тоа така да дискутира. Странно е тоа што го зборе. Убаво. И докато таму кажува дека после тоа че не били граѓанска војна може да има. Како? Ама остави тоа, поминало тоа више. Али Ахмети искористени више од Америка. И тој се знае кај му место. Ќе видите, после овие избори Али Ахмети ќе отиде у Хаг. Исто како Хашим Тачи. Хашим Тачи на Косово го искористи американците за тамо војната да направат. И сега каде е Хашим Тачи? Така ќе му дојде редот и Али Ахмети. И немој да го заплашуваме народ македонски. Излегувајте си, гласајте се реално. Ова е реално гласање. Видијќи самиот народ види што овие 7 години што направија. Овие дека продолжат како што играат тамо фудбал. И овој Ковачев, ево го гледаме дека е добар фудбалер. Видиш како голови дава на празен гол. Така дека продолжат пак и они. Па нека играат фудбал, да видиме до кај ќе. Само напред дека оде Мицковски и народот, гледаш изговорот што одржа и Гордана Силјановска. Значи, никого не нападна, никој не ги повика сите добри луѓе, сите што можат да принесат државата да тргне напред луѓе. Немој да заплашуваме со војни со ова. Биди поздравена Иска и се најубаво. Поздрав и до вас. Да, па впрочем тоа е работата на еден председател да биде председател за сите. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. И убав среќен ден. Убав ден. Искра овде Нада. Да, ве познав веќе Нада, да, ви благодарам. Вака, првин да ви кажам дека прв пат се јавува во првиот дел од вашата емисија, инаку се јавувам околу 8-9 или збор по збор. Зошто тоа значи дека не спиевте? Ден по избори. Спиев од ноќеска, да го кажам, 12:00, кога завршија Евровизија, кога заврши гласањето. Горан и Драган кога завршија, и јас заспав. Но се разбудив поинаку од другите денови и еве ќе продолжам со гледачот пред мене, го поздравувам, а тој претходниот пред него, значи успеа да не разбуди. Велеше заспан народ, значи се разбудија, го послушаа и се разбудија македонците, тоа се виде вчера. Така да не треба повеќе да го употребува тоа, туку да спијат мирно. Инаку... Еве ќе му кажам следниот пат, добро? Ќе слушне, он сега слуша, така да сега би порачала на Заев, стани Заев да те види Струмица. Имам пријателка од Фејсбук, се запознавме, сега дружиме, ни беше кај нас, ние одме таму Венка, да ја именувам, она слуша, може би сега она спие, може би станала. Венка од Струмица, па имаше снимано
и каква победа Струмица доживеа. Така да стане заед и да го види цела Струмица, па нека станат и Бочварски, и она Славјанка, и кој уште еден таче, да станат, да ги види цела Македонија. Ова е историска победа и се надевам на вториот круг, само можам да порачам на македонскиот народ, и тоа припаѓаат сите, не само ние македонците, да излезат на 8 мај, тие што не избегува вчера. Зашто имаше некои еве и кај мене во општината што не избегува. Тие си гласаа сами против себе. Не против Македонија, не против ВМРО, не против коалиција. Така да нека излезат на 8, нека го поништат ако треба ливчето, нека излезат да докажат дека постојат. Вака како да не постојат, како да ги нема. Не мора до крај да кажувам. Голема победа, нека само иде вака напред и веруваме во Гордана Силјановска. Се надевам дека многу работи ќе ги смени на подобро. До слушање и убав ден. До слушање, Нада, ви благодарам на јавувањето. Да, сигурно и ви ги слушавте вчера. Имаше многу дебати, многу дискусии, многу аналитичари, познавачи на актуелните политички состојби, и едно од тврдењата е дека секогаш за парламентарни има повеќе излезност, а згоро на тоа има и гласачи кои што, кога станува збор за председателските, секогаш легуваат само на вториот круг. Така што ќе биде уште поинтересно. Да, не само со силно темпо, туку и со поинтересно темпо. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, Искра, поздрав до тебе. Поздрав и до вас. Ме радуваат резултатите во глобала, од друга страна малку и ме разочаруваат. Се уште има 180.000 македонци што не ја сватиле работата. Додека не падне тој број на 18.000, ние ништо не правиме. Уште не им е јасно на 180.000 македонци што се случуваше. И се од друга страна резултатот е добар, затоа што странскиот фактор ќе го види расположението на македонскиот народ, ќе види дека кој народ си сака држава и не може да влијае како што влијаеше порано. Против волјата на народот не може да се оди. Сега само ме плаши да не е малце задоцната цела оваа работа. Тоа требаше пред времени избори, уште пред 2-3 години може, немаше толку да не заглават и толку да ја уништат државата и да не доведат во скоро безизлезна ситуација. Колку само финансиски не заглавија, 5,8 милиарди имаме да враќаме за 5 години, од кои 1,800 се камати, а парите ги нема, не се уложени во проекти кои ќе ги оплодат парите, ќе ги вратат. Значи, ќе има голема одговорност сега на плеките на ВМРО и коалицијата, и полека не треба да се разочаруваме, значи не можеме ние одма да очекуваме резултати. Што викавме, еден будала ќе фрли камен у бунар, 1000 паметни не може да го извадат и сега не се виновни тие паметните. Јас верувам дека ќе тргне работата, дека ВМРО не смее да пропушти оваа шанса. Има голема поддршка, ќе има голема одговорност и сега ако не искористи шансата, тогаш ВМРО може да исчезне од политичката сцена. Народот ја чекаше долго време шанса и сега замислете да го разочарате народот. Имаше ли според вас некој изненадување вчера или горе-долу во рамките на тоа што очекувавте? Па, мислев дека ова албанската опозиција може би малку повеќе ќе освои. Изненади исто Максим во однос на левица. Мислев дека ќе бидат тука некаде, а Бајаги голема разлика се јави меѓу нив, што мислам дека ни аналитичарите не очекува. И тоа ќе има интересни резултати сега на парламентарните. Распоредот на пратеници ќе биде многу интересен. А да не се плачиме ние сега од немири, сега овие се збогатија, се избегува од чумата и сега богат човек со джип тешко ќе го вратиш
во шума пак, со магаре можеш да го симнеш у град, ама со џип да го вратиш во шума, малце потешко. Кога ќе види некој убав живот, веќе не сака да се откаже од тоа, да. Малце потешко, значи, за таа работа да не се плашиме, малце има конфликти во светот, уште еден Западот нема да дозволи сигурно. Башка сега НАТО не штити, така. Ви благодарам многу на јавувањето. Одиме со следниот гледач и последен во овој блок на јавувања. Добро утро, повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. Баш ми е драго што сум последен. Да ставам капак на сето ова до сега што се збореше. Апсолутно се согласувам со сите оние што ја поддржаа победата и честитам победата на нашата идна председателка Гордана Силјановска-Давкова. Ви честитам, господјо, вие од сите председателски кандидати ја заслужувате председателската фотелја, да така кажам. Не фотелја, функција, затоа што водачот на ВМРО кажа многу јасно и гласно, не чека огромна работа. Господјо и господа, ве чека огромна работа, зашто огромни губитоци се направи, се понижи македонскиот народ и држава. Катастрофа на сите полиња, кражби, криминали, корупција од невидени размери, сето тоа треба да се оправа во 4-5 години, се надевам и наредни 20 па и 100 години, а овие што виткаа кичма, овие предавнициве, да ги нема и да ги снема, таа партија предавничка да ја снема. Се уште само малце да додадам, она што не се кажа. Значи, му се заблагодарувам и на господинот Али. Фала ви многу, господине Али. Само вие вака навредувајте го македонскиот народ. Вие мислите дека христијан го навредувате? Па вие се лажете, бе, господине. Па вие македонскиот народ му дадоте една искра и тој барут се запали и ќе ве изгори, да си знаете. Немојте со национализми, немојте со војни. Чизми ќе се симнувате од таван, па е да знаете само колку чизми има тука во Македонија. Има тука кои се бореле 2001-2002. Што мислите? Па вие тогаш изгубивте, бе, господине. Само ве спасија овие стратешкиве наши пријатели. Ве спасија. Кој бе, вие ќе се борите? Каде бе? Сега нема да има милост, да си знаете. Знаеме веќе, имаме искуство, сме се бореле. Што се прави во Палестина, во Газа? Што се прави во Украина? Западот е растрган и таму и ваму, сега и Кина, Тајван. Нема да може толку да ви помага, зашто тогаш немаше овие жаришта. Размислете добро, памет во глава, затоа што стапот има два краја. Ако тогаш не сме завршиле работата како што треба до крај, пак ја завршиме. Да си знаете. Поздрав. Поздрав и до вас, ви благодарам на јавувањето и како што рековме, нели, кампањата продолжува со засилено темпо, така што ќе направиме мала пауза за да ги погледнеме рекламите, веднаш потоа се вклучуваме во АМСМ со најновите информации. И сега се селиме во штабот на АМСМ. Не, го имаме Дамјан ова утро на линија. Дамјан, добро ви утро, повелете со најновите информации. Добро утро, ви благодарам. Според последните информации со кои што располага Автомотосојузот на Македонија, можеме да констатираме дека и изутринава сообраќајот на државните патишта засега се одвива непречено по наместа влажни коловози. Што се однесува до интензитетот на сообраќај надвор од градските средини, за сега бележиме умерена фреквенција на возила, а за гледачите кои планираат изутринава да патуваат надвор од државата, да ги известиме дека на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата, освен се разбира оние стандардни предвидени за граничните царински работи. Како и секогаш, Автомотосојузот на Македонија на учесниците во сообраќајот им препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и се разбира внимателно правување со возилата, особено на патиштата кои минуваат низ котлините и клисурите, каде имаме можност од појава на посетни одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Мавро Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За вакви слични информации, гледачите како и секогаш може да не добијат на бројот 15555
или на бројот 196 доколку имаат потреба од помош на пат. Накратко, тоа би било се за во утро од Автомотосојузот на Македонија, но некои патуваат им посакуваме безбедно чувство во сообраќајот, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам многу, Дамјан, на овие информации. Ние сега, пред да ги слушнеме првите утрински постизборни вести, да се потсетиме кого ќе имаме овде во нашето студио. Кои се нормални вредности на крвната слика и што доколку има отстапување? Во студиото ни доаѓа доктор Софија Крстева, специјалист по семејна медицина. Ја промовираме книгата Една ноќ, збирка поезија на писателката Кристина Краличин. А сега минути за нашето здравје. Ова утро овде со нас сте, како што видовте веќе од најавата, специјалист по семејна медицина. Добро утро за доктор Софија Крстева. Добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Добро утро, Ирена. Добро Ке утро, зборувате за крвната слика и зошто е потребно, неопходно и нужно редовно да ја контролираме. Убава и значена тема, повелете. Благодарам, Искра. Добро утро до тебе, добро утро почитувани. Еве како што најави Искра и како што видовте од джинглот, по вестите ке зборуваме за она што е најважно, а тоа е нашето здравје. Ке зборуваме за крвната слика, колку често треба да се проверува крвната слика и малку ќе ги толкуваме резултатите. Ова утро наша и ваша гостинка е доктор Софија Крстева, специјалист по семејна медицина, која што ни доаѓа од приватната амбуланта доктор Софија Медика во Тафталиџе. Доктор Софија, добро ви утро. Еве вака официјално, добро ни дојдовте во утринската програма. Зборуваме за крвната слика. Она што е интересно, можеби за почеток, е тоа колку често е потребно да правиме лабораториска анализа на крвта. Зборуваме сега за она крвна слика која што се препорачува да се прави на систематските прегледи или како што ја викате вие докторите популарно, пензионерска крвна слика. Добро утро уште еднаш. Секако Complete Blood Account, односно комплетна крвна слика, представува брз рутински скрининг за да утврдиме дали постојат некакви отстапувања од физиолошките функции на нашето тело. Дали има некаква промена во нашата здравствена состојба. Може да ни укаже на некои несимптоматски состојби, кои што немаат некакви видливи симптоми, некаква видлива клиничка слика, а сепак постојат во нашиот организам, во нашето тело. Првенствено, тој луеден пакет кој што го применуваме, започнува со седиментацијата, продолжува со хемоглобинот, фракциите, односно константите кои што се актуелни, кои што ја опишуваат концентрацијата на хемоглобинот во еритроцитите, леукоцитите, гранулоцитите, моноцитите, лимфоцитите, базофилите. Тие представуваат клетки на нашиот имун систем, кои што ни се важни, тромбоцитите кои што се актуелни и се важни за нашата хемостаза, па продолжува со биохемиската анализа, која што исто така е важна за нашата здравствена состојба, да констатираме каква е состојбата со гликемијата, со липидниот статус, дали има некакви отстапувања по однос на триглицеридите, холестеролот. Се определува, LDL и HDL, кои што представуваат скратиници, low density липопротеин и high density липопротеин. Тоа е вкупниот холестерол. LDL е тој лошиот, граѓаните го запамтиле дека почнува со буквата Л, па затоа е лош. Има логика, да. HDL е тој добриот холестерол, кој што прави пренос на холестеролот од крвта во црниот дроб и таму под дејство на еден ензим се разложува, па преминува во жолчни киселини. Исто така, уријата и креатининот, уријата е краен продукт од метаболизмот на нашите протеини. Креатининот е многу важна функција, има во однос на гломеруларната филтрација, односно како функционираат нашите бубрези, и е важен и е поврзан со мускулната маса. Серумското железо, кое што има
дневни варијации во тек на 24 часа, кој што исто така многу луѓе го поврзуваат дека леле ми е паднато сирумското железо. Значи, меѓутоа, сирумското железо без хемоглобинот и без константите кои што се поврзани со хемоглобинот, МЦХ, МЦХЦ, значи хематокритот и толку многу не треба да придаваме значење, затоа што тој има 24 часовна варијација. Значи, ако денеска поради некаква настинка изварирал, односно се намалило железото, може би со тек на опоравок, оздравување и суплементација на железо ќе си дојде во нормални референтни вредности. Убаво, детално, докторка, ни ја објаснивте крвната слика. Сега само да ни кажете колку често е потребно да се прави лабораториско испитување кај здрави луѓе и кај оние хронични луѓе и со коморбидитети. Здрави и млади луѓе би било потребно и актуелно од прилика еднаш во годината, чисто рутински во тек на тие систематски прегледи и најчесто тој еден пакет го прават. Кај повозрастната популација кои што имаат одредени коморбидитети, пример кај пациентите со диабетес мелитус, потребно е барем 4 пати во годината да се процени тој гликозилиран хемоглобин. Најчесто им кажуваме и во домашни услови да си направат гликемиски профил, доколку има одредени варијации, значи во гликемијата, да ја одредат гликемијата пред јадење, после јадење, да запишат на еден лист, да не го донесат тој лист и најдобро е, значи сами да не ги интерпретираат резултатите, да дојдат кај својот матичен лекар и се што нешто не им е јасно да им се објасни. Така. Каде што има некое одстапување од референтните вредности. Референтните вредности на крвната слика се варираат од лабораторија во лабораторија, ама генерално, она што е најважно, вие споменавте гликемија, споменавте хемоглобин, липиден статус, кажавме ензимите за бубрези, да не ги кажуваме сега како бројка, бидејќи се различни од лабораторија во лабораторија, ама што доколку имате одстапувања на овие? Дали ги препраќате вашите пациенти на некои дополнителни испитувања на крвта? Или може би требало сите лаборатории да имат унифициран став по однос на референтните вредности. Меѓутоа, јас како семеен матичен лекар, пошто соработувам со повеќе лаборатории, постојат одредени мали разлики по однос на референтните вредности. Значи би рекла, за одредени одстапувања, ајде ќе почнеме со липидниот статус, пошто најчесто го поврзуваме со кардиоваскуларниот ризик. Значи, многу ни е важно да го определиме и нон-ХДЛ. Нон-ХДЛ се определува кога од вкупниот холестерол ќе го одземеме ХДЛ, па ни останува нон-ХДЛ кој што го поврзуваме, значи, со кардиоваскуларен ризик. Значи, имаме покачена хиперхолестеролемија, кај одредени полигенетски, да речам, состојби, кај одредена, значи, семена комбинирана дислипидемија, при употреба на брза храна, значи, исто така, рафинирани масла, премногу употреба во подготвување на храната, храна богата со заситени масти, таа исто така храна ни придонесува да ни се покачи нивото на холестеролот во крвта. Исто така и за шекарот. Значи, и сега кога ова ми го убаво го објаснивте, сакам да ве прашам како треба да се подготви организмот за да биде правилно, за да бидат овие вредности референтни правилно измерени. Тоа значи не треба да се конзумира храна, течности, убаво да објасниме. Препораката е 12 часа пред да се направат лабораториски анализи да не се внесува храна. Може во утринските часови, значи кога се подготвуваат пациентите за лабораториски анализи, да се напијат една чаша вода, за да немаме поголема хемоконцентрација на крвта. И доволно 1 до 2 чаши вода и може да си го направат лабораторискиот преглед, односно лабораториската анализа на нивната крв, односно одредена крвна слика. Така. Сега, од сите овие вредности кои што ги зборувавме за крвта, ни изостави седиментацијата и ЦРП-то.
има два типа на ЦРП и да го објасниме неговото значење, бидејќи често пати кога се прават крвни анализи, еве да кажеме, поготово кај децата кога ги носиме на било каква настинка или можеби кога ги боли грлото, секогаш докторите препорачуваат крвна слика, диференцијална крвна слика и ЦРП. Што значи ЦРП? И зошто е важно? ЦРП е скратеница од С-реактивен протеин. Протеин кој што се синтетизира во црниот дроб, представува од акутна фаза на протеини, заедно со амилоидот и со фибриногенот, кој што укажува на одреден воспалителен процес во нашето тело. Меѓутоа, постојат два типа на ЦРП, едниот е high sensitivity ЦРП, а едниот е општ ЦРП маркер. High sensitivity ЦРП укажува на воспалителен процес во крвните садови. И ние го испитуваме доколку заедно со другите маркери, значи за кардиоваскуларни болести, заедно со тропонинот, со ЦКМБ, со ЛДХ и high sensitivity ЦРП, го испитуваме да видиме дали постои инфаркт на миокард. Односно, тој ни е индикатор дали постои воспалителен процес во крвните садови. А другиот тип? Другиот тип ни е најважен за дистинција да се направи помеѓу бактериските и вирусните болести. Сега неговата вредност е да биде помало од 5, така? Доколку е вирус, колку вирусна инфекција? Кај одредени лаборатории треба да биде помало од 5, кај некој помалку од 3, кај некој помалку од 0,5, пошто гледам различни референтни вредности. Доколку е благо покачен, може да се работи и за вирусна инфекција. Меѓутоа, доколку е покачен над 30, веќе велиме дека апсолутно представува индикација за бактериска инфекција во нашето тело. Така. Сега би сакала пред да го заокружиме разговорот, уште да ја споменеме и седиментацијата, бидејќи и таа е кога ја земаме крвната слика, стои најгоре, значи претпоставувам дека има свое, верувам дека има свое огромно значење. Што значи седиментацијата? Што ни одредува таа во крвта? Sedimentacijata представува таложењето, значи, на еритроцитите во рок од 1 час. И таа се гледа на едни сталаци, се ставате провети и се гледа таложењето во однос на 1 час, значи на еритроцитите во однос на крвната плазма. Колку побрзо се направи сталожување, значи велиме дека имаме забрзана седиментација. А забрзувањето на таа седиментација го прават воспалителните маркери, како фибриногенот, значи други воспалителни фактори во крвната циркулација, кои што исто така придонесуваат за забрзана седиментација. И најчесто забрзана седиментација имаме, значи, кај воспалителните состојби, кај хронични заболувања, имаме кај малигни состојби, кај ревматски состојби, кај бремените жени исто имаме забрзана седиментација, кај инфарктни состојби, во состојба на шок, исто така се јавува, значи, момент на забрзана седиментација. Нормалните вредности се од 2 до 12 милиметри, значи, на час, а над 12 веќе велиме дека имаме зголемена седиментација и треба да ја бараме причината која е поради тоа зошто тоа се случило. Така. Тука некаде ќе мораме веќе да го привршуваме разговорот, толку беше времето предвидено. Како доктор по семејна медицина, дали имате можеби за крај на разговорот совет до сите гледачи кои што не гледаат околу крвната слика? Има такви кои што контролираат пречесто, например и на било која настинка, има некои кои што ја контролираат едва еднаш годишно, а некои кои што и воопшто не го прават тоа. Еве како матичен доктор, совет до гледачите. Сепак ќе кажам дека значи и интерпретирањето на резултатите од крвната слика и правењето на крвната слика представува дел од нашата здравствена култура. Така да и дел од таа здравствена едукација, која што верувам дека голем број од пациентите после оваа ковид пандемија веќе имаат и сами од прилика ги знаат и параметрите, значи знаат и да ги интерпретираат. Меѓутоа, кога нешто не им е јасно, може слободно да се обратат кај својот матичен лекар, кој што ќе им помогне во интерпретација на резултатите од крвните анализи и ќе им помогне да им се реши нивниот здравствен проблем. Така е.
Благодарам уште еднаш што ни гостувавте ова утро. Еве точно е скоро 8 часот. Вашето работно време започнува токму од 8:30. На време да си стасате на работното место, да не ве задржуваме веќе бидејќи ве чекаат пациентите. Благодарам и се надевам на понатамошна соработка. Благодарам и вам. И јас ви благодарам. Докторката зборуваше за здравствена култура. Ние сега ќе зборуваме за една поинаква култура, тоа е културата на читање. Како што веќе знаете, за жал заврши еден од најубавите, најголемите книжевни настани кај нас, а тоа е сајмот на книгата. Овој сајм го посети Ирена Спировска, каде што разговараше со Кристина Краличин, која што на сајмот ја промовираше незината најнова книга. Станува збор за збирка поезија Една ноќ. Додека трае разговорот на Кристина и Ирена, оној гледач кој што прв ќе се јави, ќе ја добие оваа книга. Кристина Краличанин е книжевен глас кој припаѓа на најновата македонска генерација на писатели, со богата, стилски облагородена и автентична писателска нарација. Низините дела представуваат многуслојна ризница на силни филозофски, психолошки и културолошки аспекти на животот, интерпретирани во повеќе значајна јазична структура. Дипломирала на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје на катедрата за италијански јазик и книжевност и американски студии, проучувајќи ги италијанската и американската култура и книжевност. Автор е на повеќе стихозбирки, на романи, а дел од низините песни се влезени во 2 антологии издадени во Италија. Има објавено повеќе статии и колумни во италијански портал, како и серија мотивацијски текстови. На сајмот за книгата, Кристина Краличанин ја промовираше својата најнова стихозбирка, која беше повод за средба и разговор со неа. Со оваа книга песни, таа покажува дека е достоен наследник и продолжувач на светлата традиција на македонската современа поезија, никната во пазувите на народната лирска поезија, а упатена кон поетското звездено небо на поезијата на иднината, ке каже за неа професор доктор Ермис Лафазановски. Кристина, покрај трите објавени романи и претходно објавените стихозбирки, 2 на македонски, 2 на англиски јазик, на актуелниот сајм за книгата ја промовиравте и вашата најнова стихозбирка, наречена Една ноќ. Може ли да ни кажете која беше инспирацијата за да се создаде ова поетско дело и каква поезија всушност содржи Една ноќ? Благодарам. Најпрво поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Многу ми е мило што уште еднаш кај вас гостувам. Токму повод нова книга Една ноќ и промоцијата која што се одржа на 20 април во сајмот на книга во промоцентарот. Одлично помина промоцијата. Промотор беше професор доктор Ермис Лафазановски, кој што прекрасно ни ја долови целата содржина на книгата. Толку добро спакувано беше неговото обраќање кон присутните и случајните минувачи. Тоа е една од можностите на сајмот на книга, освен што пријателите, нели, кога ги каните да присуствуваат, можат да слушнат нешто убаво од промоциите и оние кои што случајно минуваат. Една ноќ, затоа што секој има некоја ноќ која што кај луѓето која што го буди, која што влијае, бидејќи тој секако има некакви размислувања, можеби постепено почнува да се разбудува кај него некоја посебна емоција. Јас сум имала такви некои 2-3 ноќи досега кои што сум размислувала многу и за општествените, општите прашања, емотивните прашања и некако како да одеднаш се имамо свестено и да речеме разбудено во овој свет што всушност не обкружува. Мојата инспирација е да всушност влијам кај погледот на луѓето за светот околината што ги обкружува. Имено во оваа поетска збирка има 2 циклуси, така да ги наречеме, на песни, кои што опфаќаат љубовна лирика. За гледачите кои што не се толку патени во литературата, лирика значи и размислувањата лични, доживувањата, емоциите на поетот, односно тоа е неговиот став кон животот. Така што љубовта за мене е основниот двигател за се што не обкружува, за целото човеково постоење, токму затоа секогаш и мора да биде опеувана според мене во песните, да биде содржана. Додека вториот циклус
на песни кои што се испреплетени едни со други, не се поделени во посебни делови, е она општествена компонента во која што се наоѓа модерниот човек денеска во едно брзо време, каде што некако мене ми се чини, меѓутоа и така е, тоа е факт дека неморалот завзима преголема позиција во општественото делување и мислам дека апсолутно треба малку да обрнеме внимание и на таа компонента преку поезијата. Зошто преку поезија? Затоа што поезијата има експлозивно, емотивно изразување кое што е спакувано во мал набој и токму така читателот со малку читање може да го доживи и да го почувствува. Тие што беа присутни на промоцијата, веќе од прилика знаат за стиховите, за прекрасните песни што се дел од една ноќ, а освен на сајмот на книгата, каде уште љубителите на пишаниот збор, особено љубителите на поезијата, може да ја најдат стихозбирката? Издавачката куќа е Чудна шума, која што се наоѓа блиску до универзалната сала. Инаку, исто така може да се најде и во литература, во продавниците на литература, пред се помоловите во Скопје, меѓутоа мислам и во другите градови каде што имаат продавници. Тоа е во однос на наоѓањето, меѓутоа мислам дека онлайн системот функционира така што може да се направи онлайн порачка, исто така преку литература. Кристина, за крај, зошто треба сите да читаме поезија? Затоа што поезијата е врвен начин на изразување во литературата. Јас би го поддржала и мислите на Аристотел што досега ни ги има презентирано уште толку многу векови пред денешнината во своето дело за поетиката, каде што освен за трагедијата зборува и за поезијата како нешто кон кое што треба да се стремиме, токму затоа што и она што го кажав пред малку, големината на малата поезија спакувана со такви енергетски зборови на начин на изразување е една од ретките достигнувања за тоа како може да се изрази еден писател. Значи не е поезија ако редиме зборови, да речеме, не знам, од типот на денеска е убаво времето, ние одиме, добро се чувствуваме и си заминуваме, и ред други такви кои што можат во безконечен број да се состават за неколку минути. Поезијата ја има таа моќ да има почеток и крај на една страница, на една завршена мисла и токму затоа ни останува и многу подлабоко во сеќавање. Кристина, јас ви благодарам што ни овозможивте и да подариме еден примерок на некој од нашите гледачи и ќе ви посакам и понатаму ваква динамика, волку често пишување и објавување книги за да збогатувате и понатаму нашата литературна ризница. Благодарам многу на убавите зборови и се гледаме во следна прилика. Беше тоа Кристина Краличин, а добитник на книгата е Драгица. Драгица, книгата ќе може да се подигнете од просториите на Алфа телевизија или пак, доколку вие не сте во можност, тогаш да пратите некого, еве тука ќе ви ја чуваме. А ние сега продолжуваме со слободна тема. Му посакувам веќе и добро утро на следниот гледач, повелете, во програма сте. Или пак ќе... Добро утро! Добро утро, Искра. Добро ви утро. Добро утро до Алфа. Како Добро утро до сите гледачи на Алфа и цела Македонија и диаспората. Ацо, гледам расположен сте утрово, а? Не малце превише. Дојде денот, чукна денот, тој што долго очекуван. Едно време Искра памтиш, па кажав, мало светло во тунелот. Зирка, еве дојде, огреа сонцето. Поздрав до сите граѓани на Република Македонија и диаспората, ќе повторам. Не е се уште завршено. 8 мај, последната шлаканица ќе им биде порачана и дадена. Ги потикнувам уште еднаш.
значи ќе побарам слободно да се излезе на 8 мај, да им се докаже дека уште 50.000 ќе бидат во контото на ВМРО-ДПМН. А ме трогна, Искра, ме трогна тоа момчето од каде е, не знам, што нон-стоп го збори, го критикува и другиве, да престане со таа провокација, да се свести овој народ. Еве, до сега може да му палеше тоа, ама еве, дојде денот, се свестија. Ќе му кажам следниот пат, исто како што реков и на Нада, да. Така, и да не го употребува тие термини, него и некои зборови, што стварно еве си дојде денот како што ти е. Него сакам да кажам, Искра, ако по неговото како што го кажува, онда морало да биде дуи во власта, па онда зашто беа изборите? Зашто се изборите? Морало дуи да биде. Како мора да биде? Ама не били тој дека мора, туку предпоставува дека тие така замислуваат. Не, него без нив не може вика. Без нив не може да се направи власт. И ќе било не знам што. Епа, он кажа учека, ама ајде нека излезе да каже повторно учека. Искра, ја еден виц го смислив. Дуи и СДС побараа стечај на маса, стечај да имаат и затварање на фирми. Ама ВМРО знаеш што им вика? Ќе биде стечај само да ги подмирите сметките, да ги вратите парите, а за затварање сите до еден. После изборите. Бидете поздравени, убав денот и охрабрете се на 8 мај. Поздрав! Ви благодарам многу, Ацо, на јавувањето, само продолжите со вакво добро расположение и со смислување на вицови. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма. Ало. Добро утро. Добро утро. Добро ви утро. Убав ден да имате и вие. Ви благодарам. И целата ваша екипа телевизија. И да продолжиме, сега сум навистина импресиониран и воодушевен. И така, зборовите може би нема да дојдат онака како што треба да дојдат да Ќе ве разбереме секако, да. Ова на вистина е огромна победа на вистината, на реалноста и на желбите. Пред се на вистината и на правдата. Македонија беше заложник со децении на едната партија, па и на другата. Тоа заложништво беше олицетворено во неправди, во криминали, во судски наместени процеси, во апсење и затварања, прогласување на терористи на луѓе што пушка не пателе, брате. Пиштол не пателе, брате, само што го гледале по филмовите, беа прогласени за терористи. Од ова една некој ги вика мафијаши, јас повеќе пати сум рекол, мафијаши е високо интелигентно суштество што плячка банка што е обезбедена со најсофистицирана опрема. Тоа е мафијаш интелигентен. Овие што ја злоупотребија власта, а за свое користолюбие, сеапаши. Тој мислам најприкладен збор во нашиот разговорен речник и литературен речник. Од тој, тој апашлук дојде време да заврши. Сега тука уште една има страна од овие апаши која што почнува и јавно да се заканува. На големиот площад во среде Скопје воинствено учека извикување нивно. А што мисля тоа, не ќе се плашиме не или се плашиме? Не. Ајде, нека си помислат малце, дали сметките се расчистени или не. Затоа немој да го потпалуваат. Тоа се однесува секако на оној господинот со белата коса што мисли дека е многу интелигентен, дека е голем мислител или борец или не знам што. А што тој донесе во Република Македонија? Тука да се запрашат нашите жители албанци. Не да се, кога купуваме нешто не од нив или тие од нас, и да си ги благословуваме парите и производите што сме ги купувале, а потоа кога ќе се разидеме
со цопки и да се прават моторни стрели едни кон други. Не, тоа мора да престане, зашто ние многу соработуваме едни со други, има и мешани бракови. Така да овие воинствени обици на ДУИ да престанат, а војнени да бидат санкционирани, зашто токму таа повикува на нешто. Да, на нешто и 3 точки подобро е така да оставиме. Совршено ве разбравме, немавте никаков проблем со искажувањето, без разлика дали и колку сте некој од вас ова утро возбудени. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро, секој утро Искра. Добро утро, Слободанка. Поздрав многу до тебе и до Алфа телевизија и до сите гледачи. Сите кои спиеле и кои не спиеле, нека се живи и здрави. Сакам да ја поздравам Гордана Силјановска, пошто сум казала и дека лично сум ја запознала и дека сум видела човек во неа. И токму поради тоа, и нормално што е толку паметна, тоа веќе е друга приказна, него сакам да речам, толку е човек, толку е нормална, толку многу пати сме разговарале во парк, па на улица, па секаде. Така да едноставно и се воодушевувам. На обична прошетка сте сретнувале? На обична прошетка во парк на клупа. И сме седеле и сме... Ама тоа зборувам за короната, пред короната. И ние сме си разговарале, замислим... Ти мене искрено не си ме видела, јас сум толку обична жена. Замислиме, ти мене толку обична жена, обична жена, како да си кажам, ни господја, ни нисто. И замисли, она со мене разговара на ниво. Замисли го тоа сега, нити имам некој реч, нити сум така многу паметна да зборувам на такви теми нешто. Ама јас просто им се воодушевувам на паметните луѓе. Јас просто голтам од неф и слушам и не сум толку мутава за да не сватам кој убаво разговара, кој не, нели така е, кој му мисли добро, кој не. Така да сум пресрекна, сега уште е рано, нели, ке чекаме 8 мај. Инаку, сакав да кажам, ете тоа, сакав да кажам, овие, нешто искра, знаеш, така си размислував сега, дека беше темава, се прашувам, викам, овие во собрани, овие сите што се пратеници, ако им беше платата по 500 евра, пример, дали ќе се тепаат толку многу? За што читам коментари на Фейсбук, некој дури се откажал да биде председател само за да биде таму да си зема 2000 евра. И сега се прашувам, дали некој има што ја сака Македонија уствари? Дали воопшто постои човек што ја сака, вистински што ја сака? Што ќе рече, еве, и за 500 евра ќе седам таму и ќе работам? Не, нема таков. Све за пари, па макар ако треба ќе се уништиме. Уште еднаш сакам да кажам, брзам многу, да не помина минутите, сакам да кажам, замисли искрени дава помош на нас сиромасните пензионери по 3000 денари. И беше донесена одлука 5 месеци ќе се дава по 3000. И сега замисли, овој месец ми дава 2000. Зошто? Зашто ми ја кациле платата, пензијата 600 денари. Види, молим те. Што значи пак се возијан 400 денари? Пак возијан. Трето, четврто, која ќе биде на 1 мај. Ајде сите да излеземе ние пензионери да ги поддржиме работниците за што си го барат правото. Ајде да не се правиме паметни, да седиме до маскари да правиме. Сега мене никој не може ништо, работникот може нема да излезе. Зошто ние сите да не излеземе? Еве ќе излезам ако сум добра. Зошто да не излеземе да ве поддржиме вас вработените? Што си барате да си барате? Што е она минимална плата 22.000, а таму и храна и превоз. И колку ти земаш минимална? Николку. Значи, многу сум разочарана за вас, ти кажувам искрено, толку емпатија во мене има, јас ќе искочам. Ајде искочете пензионери на 1 мај. Поздрав, многу и убав ден. Да, што значи треба да се поддржуваме и пензионерите кои излегуваат да излезат вработените и вработените кои излегуваат да излезат пензионерите. Ви благодарам многу, Слободанка, на јавањето. Во врска со ова што рековте за во собрание, добар тест би било тоа да работат како волонтери некој период, па да видиме дали ќе сакаат да седнат во тие фотели. Како, например, волонтер во Црвен крст, што се така да се волонтер во собрание како пратеник. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро. Ви посакувам пријатен светол ден од Кратово. Ви благодарам и јас вам. Некако немам среќа да дебатирам на мојата омилена тема екологија. Слободна тема, кога сакате, што сакате. Не, од проста причина бидејќи самото себе се наметнуваат изборите, нели? Па така да многу е тазе, така. И неко сама семата се наметнува и
едноставно сакам да порачам и на цела Македонија да има честитам победата на Гордана. Сега ќе ми дозволите само една мала дегресија ќе направам околу ја уоч. Еве го слушам повеќе пати, не сакам да му реплицирам, денеска морам да му реплицирам, бидејќи ги спомнува Мите Василев и рече го и Саве. Јас ги познавам луѓето, да ви кажем искрено, и знам дека секој пат тие доваѓаат на избори. И сега да се именуваат луѓе што не ги познаваш, мислам дека не е човечно, не е. И јас немам право да прашувам некого дали гласал или не, затоа што тоа си е лично, индивидуално, не, јас ги познавам лично, да ви кажам искрено, ги познавам лично и сум во контакт со луѓето и знам дека доваѓаат. На секој избори доваѓаат луѓето, како знаат си доваѓаат. Добро, еве сте одговориле во нивно име всушност. Сега да, сега зошто тие отишле во Германија, тие си знаат зошто отишле, не отишле ударно што им било овде, отишле луѓето за нешто друго. Добро, меѓутоа тоа толку за нив, бидејќи сум пријател со луѓето и ми е криво да ви кажам право, ги познавам. Толку за тоа околу ова, ако ми дозволите една мала анализа на изборите. Слободно. Благодарам. Се очекуваше овој резултат, да ви кажам право, иако некој се прави недоветен и дека тоа било изненадување или не знам што, се очекуваше вака, ја да ви кажам искрено, ја дури очекував и повеќе од 200.000 да биде па разликата, меѓутоа како припадник на ВМРО и како гласаш на ВМРО, па на некој начин и ова е, да не кажам, одличен резултат и многу тешко може дури да го надокнади во вториот круг, скоро невозможно. Ме изненади резултатот на Максим, да ви кажам искрено, не се надевав дека толку гласови ќе освои човекот, меѓутоа се освои, а губитник е Левица, бидејќи Левица требаше да биде со гласовите на Максим со Левица, меѓутоа Левица малку се преценија и удрија против опозицијата. И сега гласачите нивни, тие не очекуваат дека Левица ќе победи и ќе партиципира во власта со опозицијата, меѓутоа тие удрија и изгубија 30.000 гласови. Да ви кажам искрено, не да ми е криво, меѓутоа очекував од почетокот било симпатична Левица и сум мислел дека ќе биде во коалиција со ВМРО. Сега вториот круг ќе покаже малку поголем резултат во корист на опозицијата. Ви благодарам на јавувањето, за жал толку ни беа 3 минути, да, и друг гледач мислам дека прокоментира дека тоа е најголемото изненадување за него. Предпоставувам во однос на анкетите што ги слушавме дека оттаму доаѓа и изненадувањето. Добро утро за следниот гледач, поверете о програма сте. Добро утро, Искро Пламен. Добро утро. Ме слушаш? Да. Јас сум Роме. Знам, повелете. Вртник, а и постар од Давкова. Ама старите не се прости. Имаат мудрост. Така да им кажеш на овие. Ја не сум прост, ни Давкова е проста. И јас сум задоволен. Давкова, мори лепотице, Господа ти здравје и живот по твојата работа. Таа е паметна жена. Не е како овој што велеше стока сме ние. Ние сме луѓе. Јас зборувам македонски, литературно. И јас сум поет, пејач, све. А тој мисли дека сме ние прости. Овој Пендрегон. И затоа ја поздравувам Давкова и сите во телевизијата ваша. Поздрав од Роме од Вижево. Поздрав и до вас, ви благодарам на јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро утро. Добро утро, Искра. Добро утро. Искра, ќе продолжам само една тенка критика за звона. Ти одреđuješ што нема уклучуваат, нека ми кажат да не звонам тука по цел ден.
по цела неделя. 195 пати сега дори. Денес? Јас. Утро, ова емисија 190? Ја ова во твојата емисија, во твојата. Знаете дека 2 дена немавме јавувања и логично дека сега сите вртат и заради тоа не е до режија. Не, ама често пати не мене. Јас кога да звонам, искрено, кога да звонам, нон-стоп, те звони, батерија си строше, нема фаќа. Значи некој си ината од режјата, кога ли го поздравам, пак не го мразам, да знае. Сега искрено. Сега јас поздравувам од веселата и радостна Струмица праќа поздрав. Сношти беше голема весела во Струмица. Да. И сега, нели како тај што вика заспора Македонија, јас виках лош пример Струмица. Сега веќе ќе викам Струмица е добар пример. Струмица прв пат да се свести. Мојата мала, јас сега дека сум во новата мала, тука е црвената буржуазија на едната страна, на другата страна сам ги викам палестинци, многу беднички човеци, измачени души. И владеја, значи, сега и беја, значи, јас дури ги виках дедиња, па шуткав, значи, сега Струмица, мојата мала стана весела мала. Прв пат да победе мојата мала. Тука срещу мене Автомото. Това градинката. Автомото. Прв пат од 30 години добиваме ВМРО. Прв пат. Това е чудно на чудите. Сите се чудите. Јас бидејќи сум добро информиран и сум се активен. Още ако сум старо дедлава, не ми трае душа. Значи, Струмица с нощи беше весела. Есперанто, весела. Младо, старо, сите се веселят. Се на улица. И па на Струмица на улица. Да, во Струмица на улица. Значи, прв пат и толку сум радосен и јас. С нощи, уствари са бали, кога пред да водат да се веселят, идат моите внуци и викат: дедо, честито победа. Што ме викам? Јас си ќе. Ви благодарам многу на јавувањето. Мака ми е што толку многу мора да вртите. Знам дека тоа создава нервоза, ама сватете дека и другите вртат. Ви гарантирам дека колегите од режија не исклучуваат некого намерно. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро, Љупчо. Ајде да им се јавиме на вие да не мислат дека се сокривне одма дека се плажиме. Види, Искра, ја би бил предпазлив во целиот овој циркус, затоа што една шика Србите, една ласта не чини пролече. Мислам, доаѓа времето на плаќање на сметките. Луѓето кога прават математика треба да знаат и сите дека фалат 7% до 40%. А тие се многу скапи 7%. Не знам дали разбираш што сакам да кажам. Ако ги соберете гласовите на сите македонски партии, тоа е 33% од излезноста за председателски избори. А минимум по законот за вториот круг би треба 40%. Овие 7% некој дебело ќе ги плати. Тука е лошото. Тоа е едната работа. Втората работа. Дуи покажа дека е силен. 100.000 гласа. Дали не може да предпоставите како ќе се работи сега во ако останат стилите вака како што е во новиот парламент? 120.000, уште повеќе. Значи, дали може да предпоставите како ќе работи новиот парламент? Знаете, ние му се смееме на Алија Ахмети, кога рече како досега, ама сега ќе ни се случи како досега. Ниеден закон со Бадентер нема да помине во парламентот. Да не збориме за джентлменскиот договор помеѓу Таравари и овие, дека нема праење влегување во влада со партија која нема да го отвори уставот. Така да, мислам дека некој треба да спусти топката у еуфоријата. Ова е првичниот мој кон. А се останато она што беше економското, тоа тек има разрачарување. Да се разбереме. Некој дебело ќе си ги наплати спонзорствата за ова што се случи и ова гласање. Место за еуфорија по мене нема.
А тоа што некој преска слуша во првиот дел некој со чизми, мизми, вамо тама, тајде да не се фалиме многу и да не се преме чатали многу. Тоа ја што се случи на площадот и препукувањето помеѓу Мицковски и Али Ахмети го сваѓам како намигнување предизборно за дигање рейтинг. Еве ја колку сум храбар, еве ја колку сум храбар. Тоа поле. Меѓутоа реалната сметка тек сега ќе дојде. Не би сакал, еве и тогаш кажав, јас останав на мојот став, дека ги казни македонските партии. Не бев да гласам, ја јавно кажувам. Не бев да гласам и готово. Точка. И пак ќе ги казнам дека нема да гласам. Знаете зашто? Затоа што до сега што беше ненормално, сега ќе стане нормално. И нема да има, пази тоа на заканување, затварање за криминал ваму таму. Тоа да си го знаат граѓаните под тепик. Си го сменја они законот на време, да не се чешкаат многу. Делата и што се правени се застарени. Посебно ако мисля дека Заев ќе го апсат, не, делата негови застаря. 3 години помина и повеќе. Така да, мислам дека треба да спустиме топката со еуфоријата, треба да видиме колку ќе платиме за тие 7%. Ние влегуваме во уставна криза ако не се платат тие 7%. Председател нема да избереме. Добро, Лјупчо, вие тоа го нарекувате еуфорија, но еве гледачите го нарекуваат радост, да не забораваме дека сепак 362.000 гласови, 682, тоа се 368.000 граѓани кои што си имаат право да си се израдуваат. Одиме со реклами, потоа продолжуваме со нашата емисија. Кои се нормални вредности на крвната слика и што доколку има отстапување? Во студиото ни доаѓа доктор Софија Крстева, специјалист по семејна медицина. Ја промовираме книгата Една ноќ, збирка поезија на писателката Кристина Краличин. Ние сега си продолжуваме со нашите гости. Рековме уште за самиот почеток на емисијата дека постојано нешто броиме гласови, броиме бари, броиме сметки, но и броиме денови до Великден, што значи треба веќе сериозно да започнеме со подготовките. Токму затоа овде имаме во нашата емисија ракотворка, она што е интересно кај Мимоза што не е само ракотворка, туку и е адвокатка. Добро утро до вас. Добро утро. И да прашам, нема да прашам што ви е поважно, секако дека тука тоа си е ваш избор, но ќе прашам дали токму ракотворењето е начин да се наполните со батерии и да се одморите од тешките случаи кои сигурно ги имате во вашата адвокатура. Апсолутно, тоа е еден филтер од кој што бегаме малку од реалноста, ние уметниците или ракотворците или секој оној кој што има некое свое хоби, кое што не оддалечува од секојдневието и од проблемите кои што ги носи нели секојдневието. Така тоа е свој еден имагинарен свет. Верувам. Лена Повели, имате што да покажете? Имаме што да покажем, имаме и за што да зборуваме и да ве представам и официјално, Мимоза Салтирова по професија адвокат, меѓутоа тоа е првата професија. Има уште една, а тоа е доцент доктор, морам да прочитам да не погрешам, на бизнис, административни и општествени комуникации и технологии. Да. И ова сега зашто ќе зборуваме денеска не е поврзано да кажеме, е поврзано околу креативноста, ама е нешто надвор од вашата професија. Ова е вашата неизмерна љубов, изработка на во моментот јајца и овие преубави куклички на Фаберже, со Фаберже техника. Гледам со каква љубов, кога ги местевме овде на масичката, со каква љубов ги гледавте и кажавте дека изразот на лицата не име ист на овие куклички. Точно. Мимоза, добро утро и официјално. Благодарам што дојдовте еве денес кај нас овде во студиото. Како што кажа Искра, ситно броиме до Великден, а овие се преубави на вистина производи да го украсуваат сечив дом. Можам да кажам со право дека се уникатни, изработени од вашите вешти раце. Ова е она што ве релаксира, што ве одмара. Има поврзаност со вашата професија, бидејќи е сепак креативна работа. За почеток да им објасниме на гледачите за Фаберже приказната. Од каде доаѓа целата оваа приказна и да поврземе со вашата љубов кон Фаберже техника. Така, првично ви благодарам многу на поканата. Многу ми е драго што ева по втор пат сум во вашето студио.
Добро утро, нека е ова утро на сите гледачи на вашата телевизија. Приказната Фаберже всушност е еден символ на љубов. Значи, првото Фаберже јајце е креирано далечната 1885 година, кога тогашниот цар Александар III од династијата Романови, кој што воедно и е последниот руски цар, го повикал дворскиот јувелиер, оној кој што го изработувал накитот, тоа е Карл Фаберже, го повикал со цел да му даде една задача да изработи еден уникатен подарок за Великден за својата сопруга, царицата Марија Фјодоровна. Замислете тоа каков предизвик било за еден, нели може да се каже исто уметник, Карл Фаберже. Значи, од кое време е тоа? 1885 година, да, тогаш е првото јајце. Сега не се потврдени, значи, овие информации, меѓутоа, царот Александар III знаел дека својата супруга Марија Фјодоровна го обожавала јајце кое што се отварало во вид на куклите матрушки, кое што го поседувала нејзината тетка Вилхемина од Данска, и тоа му било една инспирација да му пренесе на Карл Фаберже всушност да направи нешто налик на она кое што неговата сопруга од дете го сакала. И затоа и доаѓа името Фаберже техника. Точно, да, Фабержето фактички се крстува сите јајца кои што се изработени, околу 50-тина, значи по одредени статистики, 50-70, значи дел се зачувани, измамуваат воздишки апсолутно во целиот свет и се предмет на желба за поседување од страна на милионерите, без оглед на нивната верска и национална припадност, иако ова не е символ на христијанството пред се. Така е. Да. Имаат и убава круна вака еве на врвот, така? Да. Тоа е таа Фаберже техника. Да објасниме каква е оваа техника Фаберже. Ова е навистина преубаво, изгледа како кралска круна. Да, мене така ми изгледа јајцето како да е внатре во кралската круна со сликата на Исус. Да, преубаво. точно. Преубаво. Значи, од таму, како што, еве, ја споменавме историјата за создавање на Фабержето, јас ја изучувам руската култура, која што за мене е импозантна, која што навистина има една длабока историја, една длабока суштина, и како човек сакам длабински работи, не сакам површни, па така и пред да дојдам на идеја јас да изработувам Фаберже јајца, и оваа специфична руска техника, пред ова ми следеше етапа, пред 2 години всушност започнав со изработка на новогодишните украси, односно новогодишните лампиони, работени во руска техника, значи слична на оваа на Фабержето, каде што се обложуваат основата, тука јајцето, лампионите, значи со ситен плиш, а понатаму... Сега, само за момент, ние имаме, бидејќи ги споменавте оние новогодишни украси, кои што понатаму, нели, си како што се доаѓа времето, се надоаѓа нели овие за Великден. Јас ќе зборуваме малце и подоцна за овие преубави куклички кои што сега ги гледаат нашите гледачи, ама би сакала режијата да замолам, ние имаме инсерти подготвено. Таман да го поврземе оној период за кој што зборувавте од новогодишните празници па се до великденските празници. Еве ги преубавите фотографии кои што не ги испративте. Започнуваме со јајцата, ама понатаму ќе ги има и овие кои што ги зборувавте. Повелете сега, продолжете си. Така што од пред 2 години всушност започнав со изработка, но доколку ме прашате кога сум започнала, јас ќе ви кажам многу претходно. Зошто? Зашто процесот за да дојдам до целосниот елемент, момент на изработка и на лампионите и на Фабержето, навистина постоеше еден долг процес на истражување. Од причина што сите ги интересира каде ја научив оваа техника, дали посетував некои обуки, курсеви,
посетував едни курсеви кои што се одржуваа во Русија, беа онлайн поради целиот тек на настаните корона и така натака. Од таму ја исцрпев идејата за оваа техника, меѓутоа, како да кажам, тоа е тајна на големите мајстори. Да, и јас сама самостојно ја истражував. Карактеристично е и за лампионите и за фабержето, што во целост ги работам рачно. Може да ги забележиме орнаментите од глина, кои што исто така се работени рачно, и процесот на изработка навистина е долг. За едно јајце од прилика ми е потребно околу 6 часа. Само за едно, така? Само за едно. Да, го компарираме, еве да кажеме, како еден работен ден. Значи 8 часа ако не трае, нели, времето во текот на денот работно, така што компарирано со таа минутажа од прилика како еден работен ден за едно. И тоа е специфично што не може да се работи сега да ми текне и ќе земам 6 часа ќе го сработам. Се работи по фази, тоа е карактеристично, значи има фази на лепење, фази на сушење, фази на боење, на обвивање и едноставно тоа е процес кој што трае. Да. Ама кога се работи со многу љубов, апсолутно, како што еве сега вие зборувате со многу љубов, не е ништо тешко. Апсолутно. Покрај овие великденски јајца, она што е ваша љубов сега во последно време, се овие преубави куклички ватње и грушки. Не знам дали добро изговорив на руски, на така? рускија, Што значат? Што значи тоа ватње и грушки? Да, ватње и грушки требаше всушност да ги промовирам во вашата новогодишна емисија, но за жал поради не успеавме да се договориме, да. Поради големите обврски не успеавме да го договориме тоа мое гостување, значи тогаш за прв пат ги изработив овие руски кукли, кои што се познати, најпознатите кукли од Советскиот сојуз. Работени се во целост од памук, лицата им се од глина, кои што после лакирањето личат како порцелански лица. Овие се едиција која што изработив во духот нели исто на пролетта, на Великден, и со мотиви се на Великден. Навистина, еве ги гледаат гледачите веќе, оди на екранот, нема ист лик. Нели? Нема. Секоја е различна и секоја си има своја приказна, предпоставувам, во моментот на создавањето, така? Апсолутно, да. Еве и ова јас што ја држам овде, која што носи во себе, еве вака да видат гледачите, корпа со великденски јајца. Да, преубаво. И тортичка. Навистина преубаво. И тортичка, да, не ја видов. Да. Значи, креацијата на овие ватње и грушки навистина е посебна. Јас сум многу среќна што сум имала преубаво детство во кое што премногу убави моменти, растана со светски познати уметници од Македонија, воедно и мојот татко покрај професијата исто правник и цел живот во МВР, меѓутоа се занимаваш исто така со уметност, така што и генот е да кажеме нели наследен. И вашата керка да споменеме дека и мојата керка оди од генерација во генерација уметноста и љубовта кон сето ова. Да, мислам дека и тоа е еден начин, една можност да ги поттикнуваме децата да креираат, да творат, да им се развива моториката и да се оддалечуваат од едно сиво секојдневие, може да кажам, со мобилните телефони, со игрици, кои што вака како од моја перспектива гледано ми личи како филм на научна фантастика, а не на реалност. Затоа се надоврзувам на моето детство, детство во кое што имаше суштина, каде што учев многу за уметноста, учев многу за вредностите човечки и сум среќна што се изгради во личност која што се уште ја вреднува уметноста и ја создава уметноста, така што да се навратам, тоа е инспирацијата за овие мои ватње и грушки, кои што го имаат духот на едно убаво детство, на спомени, кои што сите не поврзуваат. Изразот на лицата апсолутно на секој е различен, од причина што нели кога ги бојам,
некако самостојно ме носи тој порив и мислите кои што во позадина работа, знаете како имам некогаш чувство како раката сама да ми црта. Да. Со каква љубов зборувате за се во ова. Навистина, јас можам да ја почувствувам вашата енергија, верувам дека и гледачите ја го чувствуваат истото. Каква е поврзаноста со вашата работа и со ова се што го работите? Ве праша Искра на почеток, колку ве исполнува, колку ве одмара, колку ве релаксира уметноста? И морам овде да ви кажам дека, така ви кажав и кога дојдовте, дека ми изгледате како една принцеза, еве вака во и фризурата и ова што го носите на главата. Баш како некоја принцеза, ете од руските бајки. Ете, јас така ве доживувам. Ви благодарам многу. Значи, професијата, адвокатурата, ева одма се гледа, нели, и по изразот на лицата, веќе стишување, едно смирување и една сериозност. Навистина е сериозна професија, захтевна професија, како и секоја друга професија. Секоја професија си има апсолутно своја тежина, свој предизвици, свои можности за изразување, но поврзаноста и во секоја професија, кај секој човек, мислам дека е личното надградување, личните перспективи кои што човек ги има, импулсивното можеби делување и она како ги гледаме работите. Морам тука, веќе бидејќи од режија ми кажаа дека сме веќе ептен на крај на времето, би можеле да зборуваме уште многу на вистина. Нека остане оној договор од претходно следен пат да ни гостувате заедно со вашата керка овде во студиото. Имате што да ни покажете. Ви благодарам многу, Мимоза Рускаја ќе ви кажав, ама така е вашиот бренд Рускаја Арт. Ви благодарам за гостувањето, ни го разубавивте на вистина, еве вака денот да се почувствуваме сите малку предвелигденски. Не знам дали Искра, имаш нешто да потпрашаш или... Ние си продолжуваме на оваа тема со таа разлика што сега видовме јајца, но имаме на линк со една ракотворка која што ќе ни објасни како се изработуваат корпи за јајцата. Така што подготовките продолжуваат. За многу ви благодарам на вашето гостување. Да и посакам добро утро на Ивана. Ивана, добро ти утро. Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секој утро. Поздрав и до твојата гостинка и разбрав дека ќе научиме како се прават корпи, така? Да, токму така, Искра, ова утро нашата хероина, која што буквално слободното време си го исполнува со креативност и со уметност, и токму ги изработува овие велигденски корпи, кои што ќе имате можност да ги видите во продолжение во текот на нашиот разговор, и тоа велигденски корпи рачно изработени од хартија. Како тоа се прави и како дојде госпоѓата Даница Несторовска до оваа идеја, ќе слушнеме од нејза, ќе ви посакам добро и убаво утро во пресред на велигденските празници кои што ни доаѓаат. Навистина веќе се чувствува во вашиот дом празничната атмосфера и дека ни доаѓа еден од најголемите христијански празници, Великден. Како дојдовте, госпоѓа Даница, до идејата да ви дојде ова хоби да ги изработувате овие корпи? Првенствено ви благодарам на поканата, што сум еве сега дел од утринската емисија на Алфа телевизија. Ги поздравувам сите гледачи. Именно оваа идеја ми дојде преку интернет, односно видов изработени корпи од хартија и прво не можев да поверувам дека се изработени од хартија и решив да пробам и јас да направам нешто, односно да се обидам нешто да направам. Меѓутоа видов дека тој процес воопшто не е лесен, бидејќи секое започнување на некоја изработка почнува со ваков лист на хартија, една игла и едно лепило. Односно од овој лист хартија се намотуваат стапчиња, вакви, кои потоа треба да се офарбаат и дури подоцна започнува процесот на плетење, односно магијата може да почне и да се изработат едни вакви предмети кои се потполно еколошки
бидејќи се офарбани и зацврстени со акрилни бои, акрилни лакови и се безбедни за употреба на храна, да се направат исто детски играчки, кутии за играчки, значи за сите популации се безбедни за употреба. Да се направат секако и нели велингденски корпи за јајца кои што ќе можат да го украсат домот на сите луѓе. Колку трае процесот на изработка на една корпа? Па вака, процесот е долго траен, бидејќи за да се направи една кошница ви требаат вакви стотици стапчиња прво да ги направите, значи тоа се неколку сати работа. Подоцна доаѓа процесот на фарбање. Па уште една обработка на стапчињата за да тие бидат меки и еластични за да можете да добиете форми какви што посакувате. И дури подоцна доаѓа тој убавиот, да речем, дел од работата, односно процесот на плетење и подоцна зацврстување на корпите, украсување на истите, значи најмалку за една корпа ви требаат неколку дена. За една мала корпа, за поголема корпа ви требаат можеби 10 дена за изработка. Значи не е ниту воопшто лесно, не ни мислевме дека е така, затоа што сепак нели се доаѓа од това едно ливче хартија, подоцна настанува, еве да речеме, ваква корпа. Навистина многу интересно и многу креативно. Од каде се еве црпите инспирација за сите? Не можеме да видиме овде нели две исти корпи, сите се различни. Па знаете што прво јас видов самата постапка ја открив на интернет, бидејќи кај нас нема некој кој да ви покаже за разлика од другиве земји, кај што имаат дури школи за обука за вакви како курсеви да речем држат за обука да можете да почнете да творите нешто. Јас учев сама за жал од интернет и цело време фактички инспирацијата ја црпам од таму, меѓутоа како почнувате да плетете, нели, како се усовршувате, идеите ви доаѓаат и сами, па почнувате да вградувате како во овој пример декупаж техника, па да си справите, нема два исти, јас и да сакам два исти производи да направам, тоа многу тешко ми дошло, бидејќи работам најчесто и без калап, по димензии, форми, бои какви што бараат нели луѓето. Сепак кога влегувате во некчив дом треба да тоа да им биде убаво, да им буди насмевка, да им буди радост, да биде уникатно. Затоа и нарачуваат рачни изработки, ќе си купат готов производ. Да, затоа е рачни изработки, не може два да бидат исти, поготово кога ги правите нели без калап, односно по ваша некоја замисла. Каде и како можат да ве најдат еве госпоѓа Даница луѓето кои што сакаат еве вакви корпи да ги краси нивниот дом во пресред на еве на великденските празници? Па за среќа, прво јас почнав да се рекламирам, да речам така, под наводници, кај пријателите, кај колегите, меѓутоа подоцна отворив и своја страница на Facebook која е The Basketry и на Инстаграм исто така, бидејќи пак младите повеќе Инстаграм го следат. И генерално таму ме наоѓаат. Значи луѓе од целава држава ме наоѓаат преку Facebook генерално. Да, сега сте во овој период повеќе насочени или на великденски корпи, но се што се можете еве да направите од ливче хартија? Па од ливче хартија можам да направам, сега во моментот изработувам една голема корпа за алишта, која ќе биде украсна, па може да се ја чуваат луѓето нели во спална или во дневна за чување на кебе или перници или сите потребштини по дома што ги имаме. Исто во задината се гледа, тоа е корпа за миленичиња. Тие ми се исто доста барани, бидејќи претежно за мачки. И тука има една како смешка, бидејќи дома се тепаат децата и мачките кои да влезе во корпата, мачките многу ги сакаат. А исто така, исто имам потреба, мислам, нарачки за изработка на корпи за играчки кои се во необични форми, како кравички, не знам, мечиња, кои ќе бидат украс во детската соба, не само од корисна гледна точка, туку и како украс за децата. Многу им се допаѓа тоа. Така да, а и корпи нормално, послужавници, не знам, корпи за овошје, еве сега великденскиве, па новогодишни исто, корпи за елки,
украсни. Се, не знам што се не сум изработила. Да, навистина богата е вашата палета, така што луѓето ќе можат да си отворат и да видат на вашите страници што се нудите, што се можете да направите буквално од една ваква ливче хартија или од едно вакво стапче, како што вие нели ги нарекувате. Јас ќе ви посакам уште многу успеси во иднина да си работите вака со вашето необично хоби кое што така нели многу спонтано има настанато. Да. Вистина дојде спонтано во периодот на короната кога имавме премногу време и решив да се пробам во ова. Патот беше трнлив, не беше баш послан со рози, ама упорноста, значи морате да бидете упорни, да најдете своје хоби, да најдете своја занимација, било каква, затоа што кога ќе станете утрото треба да имате цел денот како да го искористите најбово што можете. Значи, верувам дека ќе биде мотивација за многу од нашите господи кои што не гледаат дека ќе започнат нешто свое, чисто за хобија, подоцна може да прерасне нели во бизнис па и дополнителна заработка. Сигурно ви благодарам на поканата и ова е за мене голема промоција. Така да ви благодарам што имате интерес за еве нас, да речам, рачните производители на разни работи, така да убаво е да се сподели со гледачите, да видат што се можат да направат. Никој не знае што носи во себе каква дарба. Секогаш сме тука нели ние да ги поддржиме луѓето кои што рачно изработуваат работи. Навистина овде имаме многу видови на великденски корпи кои што може да се најдат од вашиот дом. Имаме вакви како за едно јајце, но има нели големи корпи кои што се наоѓаат нели кај сите нас за време на великденските празници, на трпезариските маси, така што можете да побарате еве господјата Даница, да исконтактирате за сите работи кои што еве таа ги изработувате, се познаете повеќе со незиното хоби, кое што како што спомени таа, многу спонтано има настанато. Да, немаме интерес само ние за вакви врвно изработени рачни изработки, туку имаат секогаш и нашите гледачи. Како и да е, одбројувањето очигледно започна до Великден, тоа е следното нешто до кое што ќе броиме. Во секој случај ни предстои убав период. Броиме сега до Великден, после тоа ќе броиме до Нова година. Многу општини најавуваат и великденски базари. Има некои информации веќе за Велес, за Охрид, се надевам и претпоставувам дека и останатите ќе имаат. Јас сакав на самиот крај само еден убав настан да ви споменам вечерва што ќе се случува во 20 часот на Техничкиот кампус на УКИМ, а тоа е нешто на кое што може сите да се потсетиме како било порано, а тоа е кино на отворено. Ќе има на отворено проекција на 2 македонски филма, но до тогаш секако останете со програмата на Алфа телевизија. Она што следува по рекламите се најновите утрински вести.